Дали некој си помислил да престане со YouTube? Има ли 90 секунди нова сезона? Дали работиш нешто друго со YouTube? Како да најдам добар дечко? Дали би одел со бивша на најдобар другар? Дали сметаш дека ти се ближи крајот на обстојувањето на YouTube каналот и дека пикот на гледаност е завршен? Дали ќе одиш кај Лазаров на подкаст? Здраво на сите и добро дојавте во моето ново видео. Се решив после 2 години, тоест не се 2, ми поправивте дека не биле 2 години, туку дека сум го направил. После ова видео сум го направил ова видео и дека година дена немам направено Q&A, ама пак тоа е многу долго време. Некако се решив дека ми се одговара на прашање и мислам дека има некои одговорени работи што дури да се некои исти прашања, можеби сега Стефан во 2024 ќе ги одговори поинаку. Така што добро дојдовте, сместете се удобно. Ова се вашите прашања од Instagram и од име. И јас стварно ќе збеснам, значи по 100 пат снимам аудио и на крај кога ќе го отворам софтверот аудио нема. Значи не разбирам како можеш некојаш да снимаш, некојаш да го има, некојаш да го нема, ама на Anker софтверот е најлошо нешто што со кое некојаш сум имал искуство. Така што за жал, иако цело видео држам микрофон, аудио нема, ќе оди ова од камерата, ќе пробам некако да го фикснам, да го слушате што е можда подобро. Се извинувам најмногу, стварно не е до мене, правам секако што треба, на крај снимките ми ги нема. Не разбирам. Се извинувам. Која држава би сакал да ја посетиш, ама да не си ја посетил до сега? Прво што ми паѓа на памет е Италија, затоа што во Италија одам следниот месец. Има многу, сакам да одам во Франција, сакам да одам во Швајцарија, сакам да одам во Норвешка, сакам да одам во Исланд, сакам да одам во Америка, сегде сакам да одам. Листата е голема, се надевам дека ќе преживеам доволно за да ги посетам сите. Ама да, прва Италија, после све друго. Каде се гледаш за 5 години од сега, да пратам од почетокот само поволни зборови, фала ти ми, значи тој вториот дел многу. Каде се гледам за 5 години од сега, искрено не знам, затоа што некако престанав скроз да ги планирам работите. Не мислам многу, знам дека следниот месец ќе патувам, за понатака не размислам многу, што биде нека биде. Дали некој си помислил да престане со YouTube? Имаше многу ќе прашања, не знам како да очекувате да престанам со YouTube. Не си одам. Сум помислил многу пати, секогаш гледам да ја оттргнам мислата што побрзо и што подалеку, за да не ја разлабочам, затоа што можеби стварно ќе посегнам, кој знае. Поима немам до кога ќе трае чудово, во моментов ми е убаво, ќе снимам до кога не знам, така да додека сум тука, подржувајте, што да ви кажам. Кога ќе има стрим од Minecraft сезона 3 на серверот, ова го очекуваат исто така многу тие што не знаат, имам свој SMP сервер што е секогаш активен. Сезона 3 чекаме само да искочи новиот голем апдейт, каде што ќе има армадилос и свашта. Секоја лето има нов голем апдейт на Minecraft, така да го чекаме тоа. Тоа ќе стримаме тоа. Има ли 90 секунди нова сезона Секси Марс со следен гостин? За 90 секунди исто така беа голем дел од прашањата. Се уште не можам да ви одговорам, ама ќе ви одговорам за многу набрзо, се надевам. Мислам дека месец мај, можеби дури за недела веќе ви дам информација некаква за 90 секунди, што се случува со посебно видео за тоа, така што наскоро. Што те мотивира моментално? Ако навлезам на прашање онака подетално, е многу тешко денес да се најде мотивација кога не си ни гледа толку YouTube општо, не само кај мене, туку и општо јутуберскиот начин на снимање на видеа е готово изумрен. Не знам што ме мотивира. Својата желба за креација и тоа што create и само create. Мислам дека во моментов најмногу инспирација црпам само од себе и ме мотивира тоа што едноставно сакам да креирам и не знам кога јас би посакал да престанам со тоа, затоа што дури да престанам на овој начин или на Стефонатор канал да креирам, јас пак нешто друго ќе правам, така што јас таа желба и за креирање цело време имам себе, не знам кога и дали ќе престане. Дали работиш нешто друго со YouTube? Луѓе, ова имаше прашање, можеби 20% прашање да беше ова. Не знам. Знаете што? Можеби луѓето за мене имаат некоја си погрешна слика и очекуваат дека јас нешто друго работам, ама мене веќе можеби 5 години само живеам од YouTube и од ништо друго. Не знам зашто таа слика таква, можеби затоа што не постирам слики со коли, купив нова кола или не идам по подкасти да зборам јас вака, јас сум нака. Бидете, работете, ќе имате. Јас си се водам по тоа во животот дека ако нешто ти оди добро, и ако во нешто си успешен, и ако нештото ти оди добро во животот, да не збориш толку за тоа, затоа што моментот кога луѓето ќе дознаат за тоа, веднаш ќе почнат да сака да ти го уништат тоа нешто. И некако се оттргнувам од тоа и сакам убавите нешта, можеби некој да си ги задржам за себе, така што не знам дали има смисла, ова важи за многу работи, не само за заработувањето, ама одговор на прашање, не работам ништо друго.
работам и уживам и креирам на YouTube. Твој топ 5 е Eurovision 2024. Ова се очекува валјда од мене дека сум евровизијски фан и некако последните години поише собствено затоа што Евровизија стана многу подобра со секаков тип на песни од тоа што беше порано. Според мене секако тие класици песни и такво, ама имаше едно време некако Евровизија имаше онака фолдаун и сега мене ми е топ. Сакам во моментов фаворит за победа ми е Швајцарија. Убедливо најдобра песна, слушнете еден лайв настап што има на песната предобро и мислам дека на Евровизија тоа ќе пукне најако. Ми треба да ја гледам пред себе, за не сум спремен за ова. Ќе речам еве од памет вака, ќе кажам Хрватска, ќе кажам Италија, ќе заборавам некој човек. Украина имаат многу добра песна и пети не знам кој. Ете, доста се 4 доста. Битно Швајцарија сакам да победи во моментот, можеби ќе ме смени во следниот момент, сакам да победи Швајцарија. Како да најдам добар дечко? Колку години имаш? Мотивација најголема си, видов и вакви многу работи, иако не се прашања, ама некако многу од вас сакавте да го напишете ова, за сите вас да кажам на големо фала. Јас веќе не знам со што сум мотивација, затоа што и јас веќе не знам каде сум, искрено, ама фала и ми значи многу. Кога нова песна и дали би направил песна на некој друг јазик, не гледам поента, иначе нова песна ја размислувам така од време на време. Онака од прилика знам и тематика, знам и што сакам да правам, ама никогаш не сум посегнал баг, некако имам многу заръѓано со тоа. Последна песна беше Извини и од тоа имаат поминат 3 години, 4 години, колку се поминат тие извини? Може би некогаш. Размислувам и знам што сакам, само треба да се седне да се работи и да го одбереш тимот со кој ќе работиш. Кога пак влогови? За многу брзо, како што ви кажав, следниот месец идам во Италија и мислам дека ќе се стремам од таму да извадам 3 влога и со надеж дека нема да излегуваат така по еден неделно кој што правам сега, туку дека ќе барем тие влогови ќе ги скоцкам да излезат у недела 2. Зошто се уште носиш капа во видео и стримови? Затоа што ако ти не си ти кој си гладен, Стефан, ако не си капа. Дали мислиш дека на Стефан Плейс каналот ќе стигнеш до 100,000 сабз? Во моментов кога што визот работите е многу тешко тоа да се предпостави, ама ако речеме ако јас никогаш не си отидам и ако сум тука уште 5 години и ако уште 5 години стримам на каналот и објавувам видеа, сигурно, ако прекинам порано нема да стигне. Ама еве ако сакаш да ми помогнеш ти лично што гледаш видеото, да си донесам јас втор Silver Play Button дома. Браво, јас сум Стефан, јас имам и втор канал. На тој најчесто геймам и стримам доста често, така што субскрајбни се, имаш линк доле. Фала ти, ми значи многу. Сме многу близко до 30,000 сабс, за 30,000 сабс правиме 24 часовен стрим. Зошто нема почесто видео на главен канал? Пред 3-4 месеци немаше ни волку често воопшто видеа, знаев да оставам и месец дена да нема видео, така што сега мислам дека сме дури и добри, затоа што се isforsирав што и да правам во животот, едно видео неделно да морам да извадам и мислам дека е добро, ама имам и план да ставам и 2 неделно. Отом потом, можеби ќе почнеме со тоа уште наредниот месец, можеби некогаш ќе излезе 2 во неделата, некогаш едно. Имам во план да стане тоа почесто, ама не многу почесто. Јас сепак би задржал, не би ставам само повеќе од 2 видеа во неделата. Дали ќе одиш кај Лазаров на подкаст? Не. Стеф, кога повторно ќе правиш 12 часови стрим, кој ги играл во тој стрим, ви кажав сега дека кога ќе стигне ни фала буквално уште помалку од 200 сабс на Стефан Плейс каналот, ставите субскрајб на 30,000 правам 24 часови стрим, не 12, 24. Дали ќе има митапс во скоро време, одамна тоа го чекаме. Не знаете колку ми е криво и колку тоа ми фали, колку тој допир со публиката која ми значи многу и ми дава еден толку по-голем уште буст во мене. Во последниве години единствен начин кога се гледаме е Ајден Геймфест. Здравие година исто кога се случи, обично се случува негде при крајот на годината, октомври, ноември, некогаш и декември. Единствен начин во моментов е тоа или ако се случи некој друг настан, ако некаде се појавувам, така што најдобар начин за да го дознаш тоа е да ме следиш можеби на Инстаграм за да не пропуштиш или да чекаме да се случи тој Ајден Геймфест. Мада сега ќе ми текну имам нешто наскоро каде што ќе присуствувам, па може би било добро да дојдете таму. Тоа ќе биде во Скопје. Да. Набрзо следете ме, следниот месец или јуни му доаѓа и може би ќе има нешто. Прегрева. Значи, на сред видео искочив надвор да видам што се дешава, дали времево е нормално, дали некогаш ќе се опере. Треба мислам дека ќе биде добра идеја некогаш и од тука да направам некој видео. Ама колку е бучно, не знам колку тоа ќе може да се деси. Ама кога е топло е убаво.
Се раќам на своето милено видео. Во моментов ми текнува на ова. Иако е видео што никогаш јас не би седнал да го гледам пак, ама во моментов ми текна на тоа. Тоа ми може би најважно видео, најважен мој момент од животот. Да не би знал колку години си, колку би си дал на себе. 27. Вие колку би ми дале? Дали пример да си зимаш нова кола? И ова го имаше многу пати, не знам зашо, можеби многу често е станато јутубери да купуваат нова кола, ама тоа не сум јас. Јас мислам дека мојата кола дали имам покажана воопшто некогаш. Ништо посебно не, ама за мене е машина, мимо однесена на толку одмори, на толку убави места. Гајле си нема, така што размислувам што би била следната. Доста често и од прилика знам што сакам, ама мислам дека додека ова ме тера немам потреба за нешто друго, така да дури тера после ќе ме мислиме. Ако би можел да се вратиш во било која година би била. За ова искрено размислував пред некое време заради песната Best Year of My Life од Алесандра, што лани мислам дека беше на Евровизија за Норвешка. So, she, Queen of the Kings, running so fast, beating the wind. Ја извади таа песна Best Year of My Life и јас си поставив само себе прашање која би мене најдобра година во животот. Мислам дека точниот одговор е 2019, затоа што тоа е последната година нормална пред да се деси. Кога се деси вирусот? Се деси 2020, затоа што мислам дека после таа година појде сеу кај што не треба. Мислам дека таа година би извила конака последна најдобра и од таа година се случија многу убави работи, така што јас би рекол 2019 до сега, не оваа година. Која година ти е тебе најубава и зошто? Би сакал да слушам некој си приказно коментари ако сакате да споделите. Колку трофеи имаш на Brawl Stars вечер кога го снимам јас видеото, ти ќе го гледаш за 2 дена од сега. Вечер стримам како стигнувам до 10.000. Иначе се заради со Brawl Stars и ако некој игра Brawl Stars, а не знае дека јас играм, ја стримам на вториот канал, така што дојдете гледајте. Што иди следно на мени? Ова најверојатно се поставува за прашање, не знам, се мислам следна недела дали да вапцам јајца. Се мислев дали да биде следна епизода на Стефан Готфи вапцање јајца, затоа што сестра ми рече дај веќе вапцаме заедно јајца, правиме друштво. Се уште не знам дали сакам, ама ете, можеби ако сакате да го правам тоа, спамете му коментари и да му убедите полесно. Дали серијалот за чудовачки факти ќе дојде до 100 видеа? За ова имаше многу прашања, за чудовачки факти можеби нема видео една година. Ама е многу драг серијал што и таа стотка, онака си имам секојаш од глава и од секојаш си знаем дека 100 делки има 100 за чудовачки факти и онака едва чекав, размислам дали дури да му дадам level up на тој серијал во смисла на пола видео да биде мојот фейскем, да ме гледате мене како ги читам говорите, пола да биде можеби нема логика. Не знам. Сакам да продолжам и можеби наскоро би продолжил, ама кога објавам еднаш неделно видео, мислам дека не би било тоа едно видео. Не би било тоа за чудовачки факти. Ако се случи за чудовачки факти би направил ко филер епизоду теку на неделата. И искрено многу сакам и еве сега ако ме потсетивте пак, може ќе се наканам ќе направам. Колку евра мислиш дека ќе биде GTA 6? 80. Знам дека тоа е скапо за игра, ама мислам дека можат да се дрзнат да ја стават 80. Колку и да стават мислам дека ќе се купува и колку голема ќе биде мислам дека јас од денешно време слободно гледам дека би било 80. Предлог серија било кога излезена. Знаете ли колку филмови и серии имам изгледано од последното видео што да гледам? Тоа е серијал што си да го почнам, што не знам дали сакам да го некако и тој да го дооформам, да има некој си специфичен кликбейт, тамнейл посветен можеби на една серија за да биде по-впечатлив за вас и јас да сакам да ги правам поише. Можеби веќе имам некоја си идеја во глава, можеби ќе направам набрзо втори, дали тоа ќе ви кажам 10 серии, 10 филми како што терам. Дали сметаш дека ти се ближи крајот на обстојувањето на YouTube каналот и дека пикот на гледаност е завршен? Пратот навлегол. Не гледам зашто би ми се ближал крајот на обстојувањето, затоа што јас во моментов уживам во тоа што го правам. Поради тоа колку и луѓе да има и 3000, 5000, 10000, мене ми значат и тие што се тука, тоа 1000 луѓе да има пред тебе да те слушаат ти што збори, знаете ли колку се 1000 луѓе. Така што не подценувам ни 1000, ни 10.000, ни колку и да се. Поради тоа не гледам зашто би било крај, иначе што беше другиот дел прашањето дека пикот на гледаност е завршен, секој си има падни, стани. Цел живот горе доле, горе доле, горе доле, да е цело време вака ќе е досадно. Така што мене дури ми прија затоа што повторно како да сум почнал од нула и кога да пробувам да, знаеш, нешто ќе удри поише прегледи, ќе се израдувам, па ќе пробувам да го Ко да снимам пак пред да сум пред 5 години. И мене тоа моментов ми прие ми дава мотивација, не знам. Не можеш секогаш да си во пик и не можеш секогаш да очекуваш тој пик да го надминеш. Можеби некогаш ќе се случи
и да го надминам, ама уживам и сега и тоа е најбитно да можеш да се најдеш и кој си гори, кој си доле. Која серија гледаш во моментов? Во моментов најмногу гледам Baby Reindeer, имам уште само една епизода или уште две. Многу интересна серија, во моментов сум со тоа заразен. Иначе истовремено гледам и Мистер Робот, конечно, и кога ќе ми треба нешто малце да се расположам, гледам се уште Young Sheldon имено гледам. Дали би станал човек кој открил нешто важно за човештвото, но да заборавиш на сите кои ги знаеш сега? Колку и да сакам да сум некој што ќе открие нешто важно за човештвото и колку тоа нешто можеби ќе помогне за целото човештво да оди напред во иднина, не можам да се откажам од луѓето што ги знам, да заборавам на сите што ги знам сега. Ќе се надевам дека јас ќе се задржам вака, а некој друг попаметен од мене ќе го измисли тоа нешто што сум требал јас да го измислам за да се откажам од тоа. Може? Дали би одел со бивша на најдобар другар? Ја не, ама мој другар одеше со моја бивша и сега веќе не е другар. Дали некогаш планираш да правиш твоја Fortnite мапа? Многу сакам. Ако ова видео го гледа некој или сака да го претпратите до некој што тоа знае да го прави, би направил со некој колаб да се делиме, кога само јас да давам идеи и да играм и да рекламирам мапата, а некој друг да ја направи, ако некој се разбира од тоа, затоа што јас не можам да посветам време да го правам тоа, стварно ме мрзи. Ако некој знае и сака, нека ми пише на мејл, имам мејл доле, ако некој е стварно сериозен со тоа и знае да прави, би сакал да направиме заедно мапа. Кога ќе ми дојдеш во емисија, не ова Снеже поставено? Снеже, ако воопшто го изгледаш во видео. Бекстори за сите што гледаат, Снеже ме вика во емисија веќе 2 години и никако да дојдам и стварно и кажав и на незе дека не сум спремно и дека буквално не одам никаде. Ако ме видиш некаде дека гостувам, јави ми си речи зашто кај мене не идеш таму, идеш, буквално никаде не одам. А секаде сум поканет. Стварно имам мерак да дојдам кај тебе, само треба да се погоди вистинскиот пат и не знам. Можеби вистинската тема, затоа што твоите емисии се тематски. Можеби ако се погоди следната тема каде што веруваш дека треба бидам јас, побараме пак. Стварно би сакал и ти должам. Кога Jim Progress пик мојот ангелка? И ова сум много прашував тако Стев, одиш ли воопшто уште у теретана, Стев? Ми барате онака да поише да зборам за теретана, ми барате прогрес, ама искрено јас не сум човек што сака да се слика и да објавам многу за теретана, или може би уште не ми дошла таа фаза, може ќе ми дое фаза кога ќе замарам јас ќе станам онака real Instagram Jim bro. Не знам, ама сум многу среќен, одам веќе направив годишнина откако се вратив и почнав пак да вежбам, така што имам ослабнато многу, сум среќен како се чувствувам. Тек ми треба можеби уште година-две да го доведам телото можеби до таму каде што сакам да е. Има уште многу прашања, ама ако одговарам уште ќе заглавиме видеото да е пола сат, не знам ни сега колку е. Така што ќе запрам тука, ќе се заблагодарам многу за целата поддршка, ќе ми значи во коментари можеби да напишете што сакате од мене, што да снимам следно, иако со прашања веќе ми кажавте. Ама, не знам, ако имате конкретна идеја, Стеф снима ова, пишете ми коментари. Обожавам што камерава престано прегрева, сакам си купам нова камера. Предложите ми нова камера. Тоа беше тоа за ова видео, ставете лайк, ставете субскрайб на овој канал, ставете субскрайб и на Стефан Плей, стварно ќе ми значи многу и ние се гледаме на следното видео. Чао!